Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училница. Денес ќе имате час по математика за 7 оделение. Јас сум Елица Витанова, наставник по математика во Свети Кирил и Методи и Ловица. За денес одбрав цртање паралелни и нормални прави. Ученикот треба да знае, значи вие треба да научите да работите со линија и триаголник, да цртате нормални прави и да цртате паралелни прави. Потребен прибор за овој час е тетрадка, по можност без линии, 2 триаголника или триаголник и линеар, гума и молив. Се знае дека во математиката цртањето е, напоменувам, со молив. Еве да видиме кои прави се нормални. Вака изгледаат две нормални прави. На цртежот имаме права М и права Н. Тие се нормални прави, ознаката е ваква. М е нормална на Н, или може исто така да напишеме Н е нормална на М, бидејќи тие се заемно нормални. Кога ќе се пресечат две прави, под аголот 90 степени, еве вака изгледаат, и ваквите прави ги викаме нормални прави. Целта ни денес да научиме како се цртаат нормални прави со помош на триаголниот линеар. Еве ќе ја видиме сега постапката. Еве една права, која што ќе ја означиме А, права А. Го поставуваме триаголникот на овој начин, вака. Со моливот повлекуваме една линија овде, која што линија ќе биде под прав агол со оваа права А. Понатаму ќе го поместиме триаголникот подолу, држејќи го правецот. Еве го држиме правецот и ја цртаме правата, која што ќе обележиме во овој случај со N и пишуваме N е нормално на А. Еве вака изгледаат две нормални прави и цртањето изгледа така. Уште еднаш ќе повториме постапката, само сега ќе нацртаме права која што е нормална на дадена права и минува низ дадена точка А. Еве што треба, нацртај права П и точка А што не припаѓа на правата П. Ајде ќе ја нацртаме ние правата П. Еве ја правата П и ќе означиме една точка која што ќе означиме нели со А. Ово е условот. Како беше, нацртај права П, еве нацртавме правата П и точка А која што не припаѓа на правата П, ние одбравме овде оваа точка и ја означивме со А. Точката А не припаѓа на правата П. Ако припаѓаше, ќе требаше да биде тука некаде. Потоа, низ точката А треба да повлечеме права А која што е нормална на правата П. Како ќе постапиме? Го поставуваме триаголниот линеар, значи триаголникот со правиот агол го поставуваме овде, овој начин, само што треба сега триаголникот да го донесеме да ја допира точката А. Еве ќе повторам уште еднаш. Значи, го носиме триаголникот кај точката А, вака, со линиите да се поклопуваат. Цртаме нормала, како во претходниот пример. Исто го повлекуваме сега триаголникот подолу, за да ја нацртаме целата права А. Еве ја означуваме и правата А. Ова го пишуваме А е нормално на П. Во овој случај, правата А што ја нацртавме е нормална на правата П. Исто така и П е нормална на А, можеме да кажеме, бидејќи тие се заемно нормални. Еве, А не припаѓа на правата П, една ознака која што исто така ќе треба да
ја научите. Сега да видиме како се цртаат паралелни прави, прво како изгледаат две паралелни прави. Еве, две паралелни прави, ги имам означено со А и Б, колку и да ги продолжиме овие прави, тие нема да се пресечат никаде. Значи немаат пресечни точки, ознаката за паралелност на две прави е ова А паралелно со Б. Исто така може да напишеме и Б паралелно со А, или дека правите А и Б се паралелни. Друго нешто што ни е важно, што треба да знаеме, дека паралелните прави се наоѓаат на еднакво растојание една од друга. Значи растојанието помеѓу А и Б секаде е еднакво. Паралелни прави ќе нацртаме на два начина. Сега, едниот начин ќе го искористиме својството за еднаквото растојание меѓу нив, за да можеме да нацртаме две паралелни прави кои што се оддалечени 3,5 см една од друга. Еве ќе нацртаме една права и ќе ја означиме А. Нека биде правата А. Потоа треба, значи сега што треба? Да нацртаме друга права паралелна на неа, која што ќе биде оддалечена 3,5 см. Како ќе го направиме тоа? Еве ќе видиме сега. Секако дека ни треба моливот. Триаголникот ќе го поставиме на овој начин, како што веќе научивме како се црта нормала. Нормала ни треба, за да го најдеме растојанието, да го обележиме од 3,5 см. Еве, една помошна линија цртаме, затоа е тенка линијата, бидејќи таа не ни е потребна, туку ни е помошна линија. Овде сега ќе измериме, на оваа линија ќе измериме 3,5 см од правата. Еве и обележуваме точка која што се наоѓа на растојание 3,5 см. Потоа ќе го поместиме триаголникот произволно на десната страна, можеше и на левата страна, произволно на десната страна, и таму исто така означуваме една точка која што е на 3,5 см. И низ овие две точки сега ќе повлечеме правата која што ќе биде паралелна со нашата права А. Еве, ќе повлечеме. Ќе означиме со Б и ќе кажеме дека правите А и Б се паралелни. Значи на кој начин нацртавме? Означивме две точки кои што се на исто растојание од правата А и потоа тие две точки ги поврзавме и добивме бараната права. Исто така означуваме дека А е паралелна со Б. Сега на уште еден начин, нели кажавме дека ќе нацртаме две паралелни прави, сега ќе ги нацртаме двете паралелни прави користејќи два триаголника, или вие можете и со триаголник и линеар, обидете се со два триаголника, како сега што ќе нацртаме. Права, цртаме една права и триаголникот го поставуваме на овој начин. Потоа ќе поставиме уште еден триаголник, вака, и тој првиот триаголник, кој што го има земено правецот на нашата права, ќе го излизгаме, држејќи со раката овој помошниот триаголник да не се измести. И потоа цртаме друга права која што ќе биде паралелна на правата. Вие за дома можете да се обидете да нацртате нормални прави и паралелни прави, како што ги видовте на претходните неколку примери. Можете и по 2 и по 3 примери. Враќајте ги назад, го враќајте го видеото, за да нешто ако не ви е јасно, да го видите подобро.